Ова е мерка која што, веќе како што нагласи господин Ѓорѓиев, трет пат поред се представува на граѓаните Република Македонија. Таа ред група не се лицата со попреченост, сите оние кои што се евидентирани во Агенцијата за вработување, но и оние кои што можеби не се евидентирани, а имаат потреба и желба и имаат знаење и сакаат да учествуваат во оваа мерка, може да се пријават во секој момент и веднаш да бидат апликанти за оваа мерка. За оваа година ние предвидовме средства кои што се почетни, но во текот на реализацијата на оваа мерка, зависно од групацијата на луѓе кои ќе се пријават, ние ќе го прошириме бројот на корисници, бидејќи имаме доволно буџетски средства за да ја исполниме оваа мерка. Во натамошниот период, лицата со попреченост ќе може да се од денеска натака да се пријават на оваа мерка, да поднесат апликација, потоа доколку имаат утврдено работоспособност, но степен на оштетување или инвалидност, одат во понатамошната постапка, тоа е пополнување на прашалникот и одење на обука. Доколку го немаат тоа, првично ќе бидат упатени, значи со упатници од Агенцијата за вработување и со соодветна медицинска документација до Комисијата за утврдување на работоспособност и потоа нормално ќе бидат вклучени доколку добијат зелено светло од Комисијата дека може да отворат собствен бизнис и да работат, ќе добијат можност да дадат директно на обука за предприемаштво, која што трае најмалку 5 дена, но зависно од потребите на инвалидните лица се продолжува се до степен доколку за ова лице да свати што значи предприемаштво, што значи бизнис и така натака. Значи користиме луѓе кои што знаат да работат со оваа таргет група, кои што знаат да им помогнат и буквално да го пренесат она што треба да го презентираат на нивно ниво. По изработката на овие обуки, тие ќе добијат ваучер со кој што ќе изберат еден експерт од листата на Агенцијата за предприемаштво на Република Македонија и заедно со него ќе го изработат бизнис планот. По изработката на бизнис планот, истиот се доставува до специјалната комисија која што имаме воспоставена со UNDP, тоа се експерти од финансиската област во Република Македонија кои што ќе дадат оценка на овие бизнис планови. По рангирањето на тие бизнис планови, односно добивањето најмалку 60 бода, одат понатака, со што ги добиваат средствата кои што ги нагласи господин Ѓорѓиев, а тоа е 270.000 денари директна помош во опрема или материјали за отварање на бизнисот, отварање на компанија бесплатно од наша страна, добивање техничка помош во висина од 36.000 денари од страна на експерт во трајање од 2 години од започнување на бизнисот. Нормално, доколку тоа лице побара и во бизнис планот дополнителни 2 вработувања, им градиме и тие 2 вработувања, тие може да бидат и лица кои се здрави и лица кои што се со попречености, со тоа што бизнисот веќе се окрупнува, значи веќе од едно лице стануваат 3. Но тука не запира помошта, бидејќи за лицата кои што е со инвалидитет, кои што може да бидат и другите 2 лица, за потребите на адаптација на работно место ќе добијат веднаш 100.000 денари и нормално по 92.000 денари за секое дополнително работно место, но најмногу до 2. Оваа компанија за инвалидните лица во целиот живот на трајање на компанијата, придонесите по основ на социјално осигурување ги плаќаат, но во рок од 90 дена Министерството на социјална политика врши поврат на истите средства на компанијата што ги уплатила. Така да тоа е индиректен уште еден стимул да се отвори предпријатие од страна на лице кое што е со хендикеп. По изменување на 9 месеци, со поднесување на барање до Агенцијата за вработување и до управниот одбор на Агенцијата, може да ги добијат оние дополнителни 20 просечни плати или 40 просечни плати во зависност од нивната попреченост. Инаку, низ целиот процес, тука се нашите колеги од центрите за вработување, кои што ќе ги водат овие лица, ќе им даваат можност пред се техничка можност да поднесат апликација, да ги упатат понатака што треба да направат. Нормално на крајот имаме една успешна приказка на лице кое што аплицирало, го поминало процесот, се само вработило, отворило своја компанија и нормално успеало на економскиот пазар да постигне поголема вредност.